Почнувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани го подготви планот за наводнување на земјоделските површини во регионот за наредната година. Според податоците, за околу 30% се зголемуваат површините што ќе се засеат со ориз, а во моментот во браната Калиманци има половина од потребните количини вода. Тони Ајтовски со деталите. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани го изготви планот за наводнување за 2019 година. При тоа за околу 1/3 се зголемени површините што ќе се засеат со ориз. Наместо 3500 до година во Кочанско ќе се наводнуваат 4400 хектари оризови ниви. Освен тоа се планира вода да се обезбеди уште за 1000 хектари што ќе бидат засеани со други земјоделски култури. Од водостопанската подружница потврдија дека навреме ги обезбедиле барањата за количините вода што ќе им бидат потребни на земјоделците за наводнување на нивите во нивните атари. Тоа помогнало веднаш по завршувањето на овогодишната жетва на оризот да се сумираат добиените податоци и да стартува изготвувањето на планот. Документот е веќе објавен во Водостопанство Брегалница, како и во просториите на местните заедници во селата, така што сите земјоделци навреме ќе можат да го планираат производството и да ги подготват површините за новата сеидба на пролет. Во моментот, во акумулацијата Калиманци има 52 милиони метри кубни вода, што за овој временски период е солидна количина. За да може планот да се реализира во целост, ќе бидат неопходни 110 милиони метри кубни вода, но се очекува до започнувањето на сезоната за наводнување во април да се обезбедат и преостанатите количини во акумулациите од хидросистемот Брегалница. Во меѓувреме, работници и градежна механизација на водостопанската подружница од Кочани се ангажирани на расчистување на каналите и речните корита во регионот, за да се избегне поплавување на земјоделските површини во предстојниот период на зголемени врнежи. Според планот за чистење, во катастарските општини Кочани, Грдовци и Мојанци се опфатени канали и вади со должина од околу 45 км, во Подлошко околу 12, при Бачевско 11 и во Ризарско 7,5 км. Исто така, планирано е да се прочисти и каналската мрежа во катастарската општина Истибања. Возило на итната медицинска помош од Кочани доживеало сообраќајна несреќа во Скопје во моментот додека превезувало пациент. Во Кочанската брза помош удрил автомобил, пошто дошло до превратување во кое 4 лица се здобиле со телесни повреди. Медицински персонал, возач на возило на итна медицинска помош од Кочанската општа болница и пациент од Кочани се повредени во сообраќајна несреќа што во средата вечерта се случила во Скопје. До несреќата дошло додека пациентот бил транспортиран на лекување во една од скопските клиники, при што во возилото на итната помош од задната страна удрил автомобил, а од силината на ударот дошло до превратување на болничката кола. Од Министерството за внатрешни работи го потврдуваат случајот, информирајќи оти во средата околу 19 часот и 30 минути на крстосницата од булеварот Никола Карев, Самуилова и Максут Садик во Скопје се случила сообраќајна незгода помеѓу патничкото возило Рено Трафик со скопски регистарски ознаки управувано од 51-годишниот БА од Кочани и патничко возило Шкода Рапид со скопски регистарски ознаки управувано од 26-годишниот СГ од селото Буковик Скопско. Во незгодата со повреди се здобиле возачот на итната медицинска помош, како и со патниците МЈ, ЛТ, ЕГ и ГГ, сите од Кочани. При тоа, ЛТ и ЕГ биле пренесени во приватна здравствена установа Жан Митрев, каде им била укажана лекарска помош. БА и ГГ со возило на итна медицинска помош биле пренесени во градската општа болница Свети Наум Охридски, а по укажаната помош се пуштени на домашно лекување. МЈ пак со возило на итна медицинска помош била пренесена во ургентниот центар при комплексот клиники Мајка Тереза, каде и биле констатирани тешки телесни повреди. Возачот на автомобилот кој удрил во итната медицинска помош од Кочани со друго возило е пренесен во градската општа болница 8 септември, каде му е укажана лекарска помош и е пуштен на домашно лекување. Увид на местото на несреќата извршила екипа од секторот за внатрешни работи Скопје. Младинската акциона група од Кочани продолжува со активностите во рамки на проектот Младите успеваат заедно, во кој се планира одржување меѓународен младински камп на Пониква. На средба во локалната самоуправа тие пред градоначалникот Илиев ја образложија идејата и побараа поддршка од општината.
Представници на младинската акциона група од Кочани и Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина организираа средба со градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев со цел да образложат дел од младинските иницијативи и проекти што треба да се реализираат во наредната година. Пред градоначалникот младите образложија проектната цел за реализирање младински мултикултурен камп на Пониква. Иницијативата е поднесена по повикот за финансирање проекти од страна на општина Кочани. Младинскиот мултикултурен камп ќе се одржува 7 дена, во кој што еден е вклучен за доаѓање, еден за заминување, значи 5 дена полни и цели поминати заедно. Планирано место е Пониква. Нели останува да се договориме за детали. Преку ден ќе има на различни обуки, од предавачи, дискусии, дебати, каде што ќе промениме наши мислења, знаења, идеи од државите различни култури. Вечерите исто ќе ги поминуваме заедно со забави во кои што ќе бидат вклучени и останатите локални жители на општина Кочани. Планираме да им го покажеме градот и убавините што тој ги нуди на нашите учесници и работиме на уште идеи кои што ќе го финализираат нашиот камп. Се планира на меѓународниот младински камп да учествуваат 50 на лица, меѓу кои и 20 од странство. Градоначалникот Илиев ја поддржа идејата за вакво младинско активирање и за навременото доставување на проектот пред да се финализира општинскиот буџет за наредната година. При тоа најави поддршка во рамки на можностите на општината. Европскиот систем за финансиска супервизија беше темата на предавањето на реномираниот професор од Шпанија доктор Хозе Караско, што се одржа на Славјанскиот универзитет во Свети Николе, а на која присуствуваа и ученици од гимназијата Љупчо Сантов од Кочани. Тие се стекнаа со нови знаења од областа на економијата. Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ги избогатија своите знаења од областа на економијата. Беа гости на Славјанскиот универзитет во Свети Николе и присуствуваа на предавањето од страна на познатиот светски реномиран професор од областа на економијата од Шпанија, доктор Хозе Караско, кој одржа предавање на тема Европскиот систем и финансиска супервизија. Учениците од економската струка, но и од гимназиското образование има навистина голем интерес да присуствуваат на овој настан и околу 50 ученика ги организиравме и предавањето беше навистина интересно за нив. Беа поставувани многу прашања, имаше посета од многу професори од познати универзитети од нашата држава и се надеваме дека и во иднина ќе имаме можност нашите ученици да присуствуваат на ваков тип на предавања академски, кои што ќе ги прошират нивните знаења и ќе им отворат нови видици во нивното образование. Инаку професорот Хозе Караско е познат реномиран професор кој предава на универзитетот во Шпанија, во Мадрид, но во исто време бил и професор и предавал и на познати реномирани универзитети во Америка и во Англија, меѓу кои и на Харвард Юниверзити. И учениците кои присуствуваа на предавањето задоволни од тоа што имаа можност да ги прошират своите знаења од областа на економијата. Јас сум Јована Јангеловска, ученичка во СОУ Љупчо Сантов Кочани, 4-та година и по струка економски техничар. Имав голема чест што бев избран да учествувам денес во Свети Николе во меѓународниот Славјански универзитет. Ни држа предавање од страна на еден реномиран професор од Шпанија. Ни сподели некое свое искуство во врска со Европската унија, ги проширивме нашите знаења во врска со економијата, а исто така стручно тој водеше предавање во врска со европски систем за финансиска супервизија. Јас сум Викторија Пановска, ученичка во СОУ Љупчо Сантов, гимназиско образование, при тоа го изучувам предметот бизнис и предприемништво. Многу сум задоволна што имав чест да учествувам на едно академско предавање од страна на доктор професор Хозе Караско. При тоа предавањето се одржа на англиски јазик и се здобив со поголеми знаења од економијата, воопшто за Европската унија. Предавањата на овој познат професор од Шпанија продолжуваат и утре, кога меѓу другото ќе одржи предавање и на тема архитектура на новата банкарска унија.
Повторно случајно нападнати каснат од кучиња скитници. За 2 недели ова е втор случај на каснат човек од кучиња кој се пожали во канал Усум. Инаку таква ситуација има секојдневно. Состојбата со кучињата скитници во Кучани е алармантна. Нивниот број секојдневно се зголемува. За 2 недели уште еден човек каснат од кучиња скитници се пожали на новинарите. Револтиран од ситуацијата вели проблемот со кучињата скитници е алармантен во Кучани, бидејќи напаѓаат секојдневно. Усред трговски центар ме нападнаа 2 кучиња. Едното ми дори малку закачи на тоа, пред телекабел. Зар ние треба да носиме стапове по града да се браниме со тие кучиња? Ја сум за заштита на кучињата, ама не на овој начин. Да се пазиме ние од има невакцинирани, вакцинирани кучиња. Да одеме по болници, да се ствараме трошкови, нема причина ради тоа. Пред 2 недели ваков напад имаше и уште еден кочанец кој се пожали дека бил нападнат од кучиња скитници. Состојбата со кучињата скитници во Кучани е алармантна. За сега проблемот останува нерешен, а граѓаните помош и решение бараат од општината. Збирката афоризми под наслов Боцки на авторката Ружа Стојмилова беше промовирана во јавната општинска установа библиотека Искра Кочани. Истата финансиски е поддржана од општината. Книга со која ги полните батериите со позитивна енергија, ведер дух, хумор и сатира. Збирката афоризми под наслов Боцки на авторката Ружа Стојмилова беше промовирана во библиотеката Искра. Истата финансиски е поддржана од општина Кочани. Инспирација сум јас самата и општественото живење. Се што се случува околу мене ме инспирира. Така да со афоризму знаете, има кратка порака, со една реченица се кажува многу. Со поддршка на општина Кочани успеав да ја испечатам книгата. Еве сега начекавме и промоција. Пишувам секојдневно. И многу добро ми котираат во јавните, во електронските медиуми. Да, еве и денес ми е прв афоризам во Србија. Да, награден. Стојмилова е мост на традицијата и современото живење. Жена која е пребогата со традиционални вештини и која знае да одговори на предизвикот на новото време. Жена која преку ден ја покорува целата градина под своите раце, а навечер пред компјутерот твори и објавува. Ружа не е обична жена, таа е борка, вистински борец со тешка болест, во битка од која што излегла како победник пред 18 години. Жена под чија насмевка не може човек ни да насети дека низ неа поминало страдањето од неизвестноста на болеста. Жена која е доказ дека позитивната мисла е водич кон поубав живот. Да крене глава да се приклучи кон маршот на сите македонски борки и да каже да, ние можеме. Беше речено на портретирањето на авторката Стојмилова на промоцијата. Промотор на книгата беше афористичарот Јане Атанасов, а извадок од рецензијата за Боцки читеше Ленче Стојменова. На промоцијата присуствуваа и други познати афористичари и сатиричари од Кочани и околината. Фестивалот за млади Џифони патува и во Кочани. Ке се одржи на 16 и 17 ноември, а истиот има за цел едукација на младите во областа на филмот и културата. По завршувањето на филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија, кој се одржа минатиот месец во Скопје, продолжува патувачкиот дел во помалите градови низ Македонија под наслов Џифони патува. На 16 и 17 ноември во Кочани ќе се одржи фестивалот за млади Џифони патува во Кочани, кој ќе го отвори градоначалникот на Кочани Никол Чојлиев. А потоа во текот на 2 дена младите ученици ќе ги гледаат филмовите и ќе дебатираат под водство на актерката Нина Максимова, која е ментор на актерската работилница. Преку филмската програма, дебатите и креативните активности, тимот на фестивалот Џифони Македонија се стреми неформално да влијае врз едукацијата на младите во областа на филмот и културата и да ги потенцира естетските вредности на филмот, а преку дискусии на темите од филмовите ќе се потикнат да ги развиваат способностите за дебатирање. На овој начин и младите од помалите градови, каде најчесто не постои можност за гледање на филмови во киносала, ќе можат барем за кратко да ја осетат
магијата на филмот. Преку работилниците, учениците ќе имаат можност да ја развиваат својата креативност, а во текот на 2 дена најважната работа за нив е да се дружат меѓусебно и добро да се забавуваат. Фестивалската програма Джифони патува се одржува со финансиска подршка на Агенцијата за филм и фестивалот Джифони Experience од Италија, во соработка со општина Кочани и италијанската амбасада во Скопје. Фестивалот Джифони патува во изминатиот период се одржа во Струмица, Велес, Крушево, Берово, Тетово, Штип, Охрид, Битола и во Прилеп, а до крајот на оваа година ќе продолжи и во Струга и Гостивар. Инаку креативната активност што ќе се одржи во мултикултурниот центар во 10 часот отворена е за сите што сакаат да ја посетат, а за учество се најавени учениците од двете средни кочански училишта. В петок на 16 ноември во салата на Советот на општина Кочани, професор доктор Методи Чепреганов ќе одржи предавање на тема Стресот и нашето здравје. Почетокот е во 13 часот. Настанот го организираат Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и општина Кочани, и истиот е отворен за сите граѓани. Следува информацијата од спортот. В петок ќе се одиграат делот на преварите во втората футсал лига на Македонија. Тимот на Унипап ќе биде домаќин на средбата со екипата на Универзитет на Југоисточна Европа од Тетово. Во втората футсал лига на Македонија викендов ќе се играат средбите од петтото коло. Тимот на Унипап од Кочани ќе биде домаќин и ќе ја пречека екипата на Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово. Надпреварот е од голема важност за нашите фудбалери, со оглед што тие имаат амбиции да останат меѓу најдобрите 3 екипи на табелата. Во моментот, Унипап има 2 победи и 2 пораза, со што се обезбедува вмешување во борбата за врвот. Нашата футсал екипа е петопласирана и има 6 бода, исто колку и Овчеполе од Свети Николе. Сепак, поради подобрата гол разлика, Свети Николчани се на 4-та позиција. Евентуален успех против тетовскиот футсал тим во ова коло на нашите фудбалери ќе им помогне да се искачат едно скалило повисоко. Надпреварот против СИ Универзитетот од Тетово, Унипап ќе го игра в петок во салата на основното училиште Никола Карев со почеток од 18 часот и 30 минути. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.